Како една од најглавните работи кои што ги издвоивме е влијанието на климатските промени врз здравјето. Значи, од лични примери заклучивме дека здравјето е еден од најзагрозените и здравството е еден од најзагрозените сектори во однос на климатските промени и нивните влијанија. Имено, кажавме дека некои од нас се хронични болни, доживуваат релативно големи проблеми за време на топлотниот бран, кои што докажано дека последица на климатските промени. Тоа што значи дека во летниот период веќе имаат проблем со крвниот притисок, зголемување на крвниот притисок, имаат проблеми со појава на астма, појава на алергии, сето тоа како последица на промените во температурата, но и како последица на промените на воздухот, поточно квалитетот на воздухот и сите оние загадувачи кои што се наоѓаат во него. Ја чувствувам еве лично високиве температури влијаат од кај мене од аспект на тоа што многу во последно време, значи температурите се толку високи што во просторија не можеш без клима уред да седиш. Што од друга страна јас ги мразам на еден начин климите и не ги сакам бидејќи ми влијаат искрено на здравјето, пошто ете имам некоја осетливо сум на такви и на прашина и на тоа дуањето на климите секако предизвикува и прашини да се ствараат, така да лично сметам дека тоа е една од негативностите, што не значи дека климатските промени, како што рековме, дека ќе имаат и позитивни влијанија. Лично искуство во последниве неколку години приметувам, поготово минатата година и оваа година, дека топлотните бранови влијаат многу и на моето лично, на моето семејство и на мене лично. Приметувам дека она што порано сме останувале на летовање или на планини која ќе отидеме подолго време изложени на сонце, сега веќе приметуваме последици по кожата, ни се појавува црвенило, алергии во многу пократок период, што не принудува да не бидеме изложени на сонце онака како што некогаш што сме го правиле. По цел ден да шетаме слободно, сега веќе во оние периоди меѓу 11 и 4 или 5 после пладне, децата не ги изложуваме на сонце, ги сокриваме дома, ги држиме во затворени простори во темни. Лично приметувам исто така, порано не ми ни требале наочари за сонце, меѓутоа сега и на овој полусончев ден мора да ги ставам наочариве, затоа што ми смета сонцето. Тоа е она што лично го чувствувам. Здраво, јас сум Игор од проектот на UNDP, третиот национален извештај кон климатските промени. Би кажал прост пример за влијанието на климатските промени во мојот живот. Порано имавме 4 годишни времења и помалку се разболував, сега 2 годишни времења и повеќе се настинувам и се разболувам. Така да тоа влијае негативно и би додал тука дека просечниот животен век сега во Македонија е 70 години и треба да се запрашаме зошто, бидејќи поголеми загадувања, поголеми концентрации на емисии имаме со кои што треба да се бориме во иднина да ги намалиме.